Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Знаете, трпението не е само способност да се чека, но тоа е начинот на кој се однесуваме додека чекаме. Ајде сега, некој треба да го зграпчи ова денес. Трпението не е само чекање. Ако Бог ти рече да чекаш, тогаш ќе чекаш. Но ти можеш да чекаш на исправен начин или можеш да чекаш на начин кој те прави мизерен. Добре дојдовте во уживајќи го секојдневниот живот. Многу ми е мило што сте со нас денес, бидејќи нема да биде добро за мене да зборувам на луѓе, а всушност никој не гледа. Затоа ви благодарам што се вклучите. Зборуваме за стравот. Нешто што сите го искусуваме во одреден момент од нашиот живот. Некои луѓе имаат многу страв, а некои не толку многу. Но се додека живееме, секогаш ќе имаме моменти кога стравот ќе не посети, а стравот е од ѓаволот. Бог не ни даде дух на страв, но тој ни даде дух на сила, љубов и здрав разум. Единственото нешто, мислам, кое навистина го поразува стравот е верата. Кога доаѓа стравот, тоа не значи дека не можеме да го правиме она кое веруваме дека треба да го правиме или она кое сакаме да го правиме. Едноставно значи дека стравот се обидува да не спречи да го направиме тоа. Но ти се уште можеш да го сториш тоа дури кога стравуваш. Така и насловот на пораката која често ја проповедам и за која имам напишано книга е: направи го тоа иако исплашен. Ти можеш да правиш нешто дури кога си исплашен. Јас имам една пријателка која имаше страв од летање, а незиниот сопруг лета многу често за работа. Нивните деца беа возрастни и таа можеше да оди на многу патувања со него, можејќи да си додадат денови за одмор и зближување и што и да е. Но таа не сакаше да оди освен ако возат. Затоа некогаш тргаа на долги, скоро 20 и повеќе часовни патувања само за да дојде и таа. Таа ги слушала моите пораки на тема направи го тоа исплашен и во одреден момент одлучи дека ќе го направи токму тоа. Таа ќе го направи тоа исплашена. И таа сподели со мене дека првите неколку пати кога се качила на авионот, се чувствувала како да ќе поврати. Била многу загрижена. Едноставно не знаеше дали може да го направи тоа. Се чувствуваше како да доживува паничен напад, но продолжи да се бори и да вели: не, јас ќе го сторам ова, дури да треба да го направам исплашен. И знаете што? Сега таа воопшто нема страв од летање. Постојано оди со сопругот и тие прекрасно си поминуваат. Не дозволувај стравот да ти го украде животот. Не дозволувај стравот да ти ги украде врските. Не дозволувај стравот да ти ја украде радоста. Бог сака ти да имаш добар живот. Но едно нешто е сигурно. Ти имаш непријател, а неговото име е Сатана или ѓавол. И тој не сака ти да уживаш во својот живот. Тој сака постојано да сте исплашени. Прекогаш кога ние сме најмногу исплашени, а тоа е кога чекаме на Бог да направи нешто во нашиот живот. Може би кога се молиш за тоа, се чувствуваш полн со вера и си бил сигурен дека Бог ќе ти помогне и ќе го направи она кое ти е потребно да го направи. Но веќе поминало многу време од кога си ја молел таа молитва. Сомнежот навлегува и лагите на ѓаволот доаѓаат секојдневно. Нема да се случи, нема да се случи. Нема зборови. Се што можеш да слушнеш е: Бог ти се лути, но тој нема да го направи тоа за те. Твојата вера не е доволно силна. Веројатно ќе има многу лаги, толку многу што нема да можеш да ги изброиш, но токму тогаш треба да имаш вера. Павле му пишуваше на Тимотеј велејќи: треба да ја водиш добрата битка на верата. Ние навистина се бориме, но таа е различна борба од онаа која луѓето природно ја водат. Ние го издигаме штитот на верата, која е дел од оружјето кое Бог ни го има дадено. Духовно оружје, за кое се зборува во Ефесијани глава 6 и ние велиме: без разлика како се чувствувам, без разлика колку време помина,
Јас верувам во Бог. Знаете, јас не можам да ви кажам зошто за некои нешта е потребно повеќе време од други. Понекогаш ќе молам одредена молитва и ќе ми биде одговорена за ден-два, а други денови сум молела одредени молитви додека Бог ги одговори. Сум заборавила дека сум се молела за тоа. И тој треба да ме потсети. Нели се сеќаваш тогаш кога се молеше за ова? Јас не го знам, само Бог. Јас не го знам, само Бог го знае правото време. И јас мислам дека ако сакате да имате мир и да уживате во животот, мора да верувате дека Божјето време е совршено за вас. Псалмистот рекол: "Моето време е во твоите раце." Едно нешто низ кое постојано минуваме следното прашање: Боже, кога? Боже, кога? Кога, Боже? Кога? Кога ќе стигнам таму? Да бидам искрена, тоа е дел од бебешката фаза на христијанството. Ако можеме да се сетите, ако имате деца, кога беа мали, одевте на патување, стигнавме ли, кога ќе стигнеме, кога ќе стигнеме? А Бог би сакал да чуе: знам дека ти ќе го направиш ова во точното право време. Знаете, само затоа што Бог се уште не го има објавено твојот пробив, не значи дека тој не работи на тоа. И така, едно од нештата кое научив да го велам кога се соочувам со сомнеш е: Бог работи, наместо Боже, не правиш ли нешто, или зошто ти не направиш нешто? Не го кажувајте тоа, бидејќи Бог постојано работи за твое добро. Кажете: Бог работи. Знаете, Бог ни дава желби. Тој ни дава соништа и надежи за нашите животи. Но тој го крие точниот момент кога нештата ќе се објават. Ова тој го остава за својата мудрост. Зошто Бог не ни ги открива информациите за времето? А најпрво, ако ние би знаеле колку долго треба да чекаме, би се откажале уште пред да започнеме. Понекогаш ако би знаеле низ што се треба да поминеме додека чекаме, би се откажале уште пред да започнеме. Јас лично верувам дека Бог сака малку мистерија. И мислам дека е добро за нас да не знаеме се. Еден од моите омилени жанрови на филмови е мистерија. Ми се допаѓа да гледам и да не знам, чекајќи да видам кога ќе се случи, чекајќи го исходот, кој го направил тоа или како и да е. Мислам дека мистеријата всушност ни носи еден вид возбуда. Мислам, ние постојано мислиме дека би сакале да ја знаеме иднината, но дали тоа е вистина? Дали на вистина ти би сакала да знаеш се што ќе ти се случи до крајот на животот и кога точно ќе се случи тоа? Не мислам дека би сакале, бидејќи најпрво, ако би знаеле за сите добри нешта, не би била толку возбудена кога би ги добила. А ако би знаела за потешките нешта, постојано би била исплашена. Работата е, кога однапред ги знаеш нештата, ти гледаш кон нив без Божјата благодат. А кога ќе дојде времето за нешто навистина да се случи, со кое треба да се справиш или да поминеш низ тоа, тогаш имаш благодатта и верата да го направиш тоа. Бог никогаш не остава без помошта што ни е потребна да го извршиме она кое треба да си го извршиме. Јас можам да ви кажам дека сите чекаме. Ти не си единствениот кој чека. Сите чекаат. И тоа е дел од нашиот тест на вера. Верували или не, вие растете духовно додека чекате. Особено ако научите како да чекате добро. А трпението не е само способност да се чека, но тоа е начинот на кој се однесуваме додека чекаме. Ајде сега, некој треба да го зграбчи ова денес. Трпението не е само чекање. Ако Бог ти рече да чекаш, тогаш ќе чекаш. Но ти можеш да чекаш на исправен начин или можеш да чекаш на начин кој те прави мизерен. Значи, чекањето не е само седење, чекање да се случи нешто, или трпението не е само чекање да се случи нешто. Но трпелива личност знае како да се однесува додека чека. Значи, едно нешто кое треба да го правиме додека чекаме е да продолжиме да велиме: Боже, јас ти верувам. Јас верувам во Твојот план за мојот живот е добар и верувам дека Твоето време во мојот живот е совршено. Мојсей чекаше 40 години Бог да го употреби да донесе ослободување на своите луѓе. Бог му прозбори и тој скокна пред време и се обиде да им помогне на луѓето пред определеното време. Тој заврши во многу неволји, бевејќи осуден за многу нешта, и затоа избега и си замина од Египет. Живееше во пустината 40 години и тогаш Бог го повика да го изврши она кое му го имаше ставено на срце пред 40 години.
Запомнете, тој избега. Никој не му рече да избега, но тој избега. Тој избега во пустината. Дали знаете дека зборот страв не означува тресење или треперење или нервоза? Зборот страв значи да се избега од нешто. Така кога Бог вели дека во своето слово не стравувај, зашто јас сум со тебе, она кое навистина го вели е: стравот ќе дојде, но кога ќе го почувствуваш, не бегај. Остани смирен и види го Божјото спасение кое тој ќе ти го даде денес. Се прашувам колку можности Бог има поставено пред тебе за да направиш неверојатни нешта, а сепак ти си се исплашил од непознатото и си останал во она кое мислиш дека ти е безбедна зона. Но тогаш, ако го погледнеш животот, се чувствуваш дека бил досаден, без авантури или возбуда. А знаете што? Тоа е твоја вина, бидејќи ако нема да истапиш во нештата во кои Бог те повикува, никогаш нема да го искушиш животот кој тој го има за тебе. Ја секогаш велам, истапи и дознај. Често луѓето не знаат што е тоа што Бог сака тие да го направат. Па јас не знам што Бог сака јас да направам со мојот живот. Знаете, кога јас стапив во сериозна врска со Бог во 70-тите години, Бог го допре мојот живот и му исполни со силата на Светиот Дух. А јас веќе бев христијанка долго време, но после тоа бев огнена христијанка. Јас сакав да му служам на Бог, но не знаев што е тоа што тој сака да го правам. Не знаев во тој одреден момент дека сум повикана да го проповедам Божјиот збор. И ќе ви кажам што направив. Секоја можност кога дојде до мене, јас исто ја истапив и ја испробав. И ќе ви кажам, едно од првите нешта кои ги направив како служба за Бог беше кога излегов со група луѓе од мојата црква во саботите наутро во градот Сент Луис, односно градот во кој живеев, и делевме христијански трактати. Искрено, јас не бев повикана за улична евангелизација. Беше тешко за мене да го направам тоа, но беше можност да се направи нешто. Затоа јас превземав чек. Едно од следните нешта кои ги направив беше кога се обидов да работам во неделното училиште за деца. Тие бараа работници за во неделите наутро. И знаете, тоа траеше само 2 недели. Бидејќи јас и децата знаевме дека јас не сум повикана за таа работа. Но првиот пат кога се обидов да поучувам, јас си го најдов моето место. Знаете, вие треба да си го најдете своето место, да го најдеш местото кое се вклопуваш, место кое се вклопува внатре во тебе, каде ти се вклопуваш и се чувствуваш удобно. Бог нема да те повика да правиш нешто каде си тотално мизерен цело време додека работиш. Затоа јас ти велам, истапи и пронајди што е она што Бог сака да го правиш. Ќе бидеш изненаден од она за која си способен. Ако само истапиш и пронајдеш што е она кое Бог може да го направи преку тебе. Никогаш нема да дознаеш ако секогаш си во право, не сакајќи да направиш грешка. Ајде, сакам некој да го слушне тоа. Никогаш нема да дознаеш ако секогаш си во право, ако не си спремен да направиш грешка. И нема да биде крај на светот ако истапиш и пробаш нешто кое се чувствуваш дека сакаш да го направиш или кое Бог сака да го направиш, а тоа не успее. Па мора да се повлечеш и да речеш: па јас направив грешка. Но барем е нешто кое можеш да го штиклираш на својата листа велики. Сега знам дека тоа не е она кое треба да го правам. Јас верувам дека има луѓе кои гледаат сега и вие навистина треба да го чуете она кое го зборувам, бидејќи не сте среќни со својот живот. Но тоа е затоа што не превземате чекори на вера. Не искусувате авантури бидејќи премногу живеете во страх. Вашиот нов став кон животот треба да биде: јас нема да се плашам. Јас не реков дека нема да чувствуваш страв, но нема да му се предадеш на стравот бидејќи Бог е со тебе. Јосиф чекаше 14 години. Бог му даде сон и навистина од тој момент нештата станаа полоши. Дали некогаш сте искусиле Бог да ви зборува, а потоа да има само проблем по проблем? Јас сум го имала тоа искуство исто како и Јосиф. Тој имаше сон и го сподели со неговите браќа, а тие му љубомореа. Така ти излегоа на лов со него и на крај го продадоа на тргувачите со робови. Убие животно и размачкаа крвта на неговата облека, па ја однесоа неговата наметка при татко им, велики дека некое животно го убило.
Така тој заврши во Египет и каде и да отидеше, Бог му даваше милост на Јосиф. И ми се допаѓа како Библијата го опишува тоа. Дека Јосифовите браќа го мразеле се повеќе, но Бог беше со него. Бог беше со него. Дали гледате? Без разлика кој е против тебе и без разлика кој ти вели дека не вредиш, дека не можеш и дека никогаш нема да можеш, ако Бог е со тебе, ти можеш да направиш се што Бог бара од тебе. И време е да живеете похрабар живот. Време е да зачекорите и да дознаете за што се сте способни. Авраам чекаше 20 години откако Бог му вети дека ќе има свое дете. И овде зборуваме за некој кој имаше причина да не му верува на Бог за кажаното. Ова беа Авраам и Сара. Таа беше многу постара возраст за да роди дете. Тој беше речиси 100 години. И до тогаш немаше способност да биде татко. А сепак Бог рече: јас ќе ти дадам твое дете. Библијата вели дека Авраам му поверува на Бог и тоа му се засмета за праведност. Сакаш ли да бидеш во добри односи со Бог? Верувај. Да бидеш исправен пред Бог не значи да правиш се правилно. Се работи за вера во оној кого тој го испрати. Јован 6 стих 27 до 29 ни дава прекрасно објаснување за ова, кога учениците рекле: што треба да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Што треба да правиме за да му угодиме на Бог? А одговорот беше: ова е работата која Бог ја бара од вас. Да верувате во оној кого тој го испрати. Така Авраам имал невозможна ситуација. Но иако нештата се невозможни за човекот, се е можно со Бог. Но тој чекаше. 20 години тој чекаше. Тоа е долг период за да се стои наспроти страх. Но тој му веруваше на Бог и тоа му се засмета за праведност. Хајде да го повториме пак. Сакаш да бидеш исправен пред Бог. Верувај му, верувај во него. Секогаш верувај дека Бог е на твоја страна и дека има добар план за твојот живот. Дури кога сгрешиш и ги збркаш работите, верувај додека се молиш и барај прошка, Бог да ти прости и да го отстрани твојот грев толку далеку како што е исток од запад. Знаете, некогаш јас можам да предавам на таа тема на вера, а подоцна се двоумам дали мојата порака за верата беше точна. Така сите ние треба да носиме одлуки цело време да останеме во вера. Знаете, јас добив повик од Бог да го правам ова што го правам сега во февруари 1976. Ако можете да броите, знаете дека тоа е доста долго време. 45-46 години, нешто така. Јас започнав со многу мали почетоци. Не ги подценувајте деновите на малите почетоци. За 5 години јас водев група за проучување на Библијата во мојот дом со 25 луѓе. 5 години. Се откажав од полновремена работа, каде добро заработував за да проучувам и да се подготвам, за да можам да поучувам бидејќи немав одено на библиско училиште. Немав образование. Не знаев како да го правам тоа. Но Бог ме осигури дека тој го има сето тоа. И ако јас исчекорам во вера, тој ќе ми помогне. И тој го направи тоа. За 5 години луѓето дојдоа. Потоа почувствував дека Бог сакаше да го завршим тоа. И затоа го завршив. Всушност мислам дека го чув Бог како вели: предај го ова и гледај, јас правам нешто ново. Јас мислев со сигурност дека новото нешто ќе биде дека јас ќе патувам низ светот. Мојот сон ќе се исполнеше и јас ќе поучував голем број во големи собери, ќе патував недалеку и ќе ги правев сите овие нешта. А следното нешто што се случи беше: за една година јас не правев апсолутно ништо. Беше како Бог да ме стави на полица и рече: ајде да видиме во што ќе веруваш за време на оваа година. Знаете, јас немав идеја што се случуваше. Но сега гледам назад и можам да видам дека она кое Бог го направи во мене за таа година беше нешто кое требаше да се случи пред да може да ме издигне на друго ниво.
затоа што имав некои проблеми со тоа што се споредува себе си со други луѓе, а Бог требаше да ми ја даде самодовербата да бидам себе си, пред да ме дозволи да почнам во својата служба која тој ја имаше за мене. Тој не сакаше да започнам со службата, обидувајќи се да копирам или да бидам некој друг. Тој сакаше јас да го следам него. И тогаш следното нешто кое го направи беше да работам во црквата за 5 години под водство на некој друг. Тоа не беше секогаш лесно, бидејќи не можев едноставно да правам што јас сакам, туку морав да бидам под авторитет. Јас велам многу често дека не си подготвен да бидеш авторитет, се додека не дознаеш како е ти да бидеш под нечи авторитет. Така јас работев таму 5 години, имав прекрасна работа. Имав женски состаноци на кои доаѓа по 400 и 500 луѓе неделно и често проповедав кога пасторот беше отсутен. Исто предавав и на библиското училиште. Имав многу пријатели, беше добра работа. Потоа Бог ми каже дека тој ме сака на друго место и дека ќе ме праќа на север, југ, исток и запад. Единствениот проблем беше дека никој не ме прашаше, не ме познаваше на север, југ, исток или запад. И така јас си помислив, каде ќе одам јас? Ох, мој Боже, кога заминав бев толку возбудена внатре и толку исплашена однадвор. Дали некогаш се имате почувствувано така? Тогаш треба да се подпирате на внатрешното, она за кое Бог ти дава мир однатре и она кое знаеш дека е исправно однатре, и она кое сакаш да го правиш, а не она кое телото ти кажува да го би. Да, јас бев многу исплашена. И требаше многу време да закажеме било каков јавен говор. Започнавме со тоа што се појавивме на неколку радиостаници. Потоа патувавме на местото каде што можевме да возиме, бидејќи не можевме да си дозволиме да летаме. Јас нема да ви ја кажам целата сторија, но патот беше долг и ова беше патување на вера. Денес понекогаш само посакувам да можев да седнам со некои луѓе и да им ја раскажам целата приказна, бидејќи луѓето мислат дека треба да имаат пари, дека треба да го имаат ова или она и нешто друго, а се што треба е да имаат вера. Се сеќавам дека некој рекол на мајка Тереза пред да отиде во Индија, бидејќи немала ништо, таа рекла: "Јас имам 3 монети и Бог, и тоа е се што ми треба." Таа отиде таму и направи неверојатни големи работи. Знаете, не гледате на она што го немате. Гледате на фактот дека го имате Бог. Ставете ја својата вера во Него и дозволете вашата вера да ги надмине тие страхови. И така, еве ме сега, по сите овие години, правејќи го она кое Бог ме повика да го правам, пред 46 години, ова го правам веќе 20 години, но тоа не се случи преку ноќ. Бог ме водеше по тешкиот и долг пат, иако имаше и поблизок пат. Кога Бог ги изведи израелците од Египет, Библијата во Излез 13:7. Кога фараонот ги пушти луѓето да одат, Бог не ги водеше по патот на филистејската земја, иако беше поблизок. Бидејќи Бог рече, луѓето можат да се премислат кога ќе видат војна и да се вратат во Египет. Сето тоа е многу важно, бидејќи она што треба да го разбереш е дека некогаш кога Бог те води по долгиот и тежок пат, тоа всушност е образование за оно што ќе го правиш малку подоцна. Мора да поминиш низ училиштето на Светиот Дух, пред да бидеш подготвен да започнеш со што и да е она за кое Бог те повикува. Така Бог им каже дека ќе ги воведе во ветената земја и дека тие требаше да отидат и да ја завземат. Знаете, тоа звучи вака. Ние само ќе влеземе таму и тоа е тоа, наша е. Јас бев толку изненадена кога го проучив зборот поседува и дознав дека значи да се оттарасат од сегашните окупатори. Затоа тој рече дека ќе ги води по тешкиот долг пат, бидејќи тие се уште не беа подготвени за војна. Тие требаше да ја завземат земјата. Бог веќе им ја даде, но тие мораа да ја завземат. Бог веќе подготвил толку прекрасен живот за тебе, бидејќи мора да си го земеш. Не може само да си седиш и да чекаш да се да ти падне во скут. Треба да го слушаш Божиот збор кој доаѓа до тебе, до твоето срце. Да се осигуриш дека е во склад со писмото, а потоа да зачекориш во вера и да го правиш она кое веруваш дека Бог го бара од тебе, а тој никогаш нема да те остави ниту напушти. Бог ги тренираше додека беа во пустината и нештата беа тешки. Тие мораа да зависат од Бог секогаш за се. Тие немаа храна, немаа вода. Тие поминаа многу години додека Бог им пракеше храна наречена мана секој ден, а не можеа да соберат од храната за да ја зачуваат за подоцна. Може само да соберат доволно за еден ден, освен за шабат, затоа што не смееја да работат на тој ден и собираа за 2 дена ден пред тоа.
Ако навистина размислите за некои од овие нешта, само замислите колку тешко било затоа што мислата не била, па што ако Бог не испрати храна утре? Но ако тие собереа повеќе од што им беше потребно за тој ден, храната се распаѓаше и смрдеше. Јас мислам дека некои луѓе имаат смрдливи животи бидејќи тие не сакаат да го следат водството на Бог и тие постојано се обидуваат да го снабдат за себе она кое само Бог може да им го даде, ако само веруваат во него. Ќе го повторам ова бидејќи некој треба да го чуе. Некои луѓе се обидуваат да го снабдат за себе она кое само Бог може да го даде. И ти треба да почнеш да му веруваш на Бог и да живееш по вера.